Она што денеска сакаме во името на Стопанската комора на Македонија да го пренесеме во јавноста е следното. Пред се сакаме да потенцираме дека 2014 година беше исклучително тешка година во која што морам да подлечам компаниите се снајдоа на најдобар можен начин, а тоа го потврдува и фактот што особено и нас како Стопанска комора не радува зголемувањето на индустриското производство, кој за периодот од првите 10 месеци од 2014 година во споредба со истиот период од лани бележи зголемување за 5,1%, и исто така не радува и податокот на зголемување на извозот, кој што за истиот анализиран период, а во споредба со минатата година е зголемен за 19,1%. Зошто не радува овој факт, бидејќи членките на Стопанската комора, претежно големите и извозни, се креатори и учествувачи на надворешно-трговската размена и на извозот, па од тука и овој податок е посебно значаен и успешен за нас. Од друга страна, соработката со владата на Република Македонија и јавно-приватниот диалог и во услови на криза, според наша проценка, за цела 2014 година функционираше одлично. Сакам да подвлечам посебно високото професионално ниво на комуникација со надлежните министерства, кое што се одвива на буквално секојдневна основа, конструктивно ниво на соработка околу ревидирање на неколку клучни закони за бизнис заедницата. Овде ќе ги напоменам законите како што се Законот за финансиска дисциплина, Законот за задолжница, предлог Законот за вработување на лица со инвалидност, предлог Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност и слично, кои впрочем на забелешка на бизнис заедницата на многу наврати беа ревидирани и се надеваме во следниот период со успешните разговори повторно на секојдневна основа со министерствата и надлежните институции, се надеваме дека ќе се најдат најдобри позитивни решенија како за компаниите, така и за државата. Она што е исто така особено важно е дека цениме дека е создаден општествен консензус од сите чинители на економската политика, дека во Република Македонија е потребно во следниот период подобро регионално поврзување и во тој контекст Стопанската комора на Македонија денес накратко ќе го презентира планот за клучните активности на комората за првиот квартал од 2015 година, подвлекувам на регионално ниво. Македонската економија покажа дека и во услови на криза може да се носи рамноправно со своите конкуренти на регионалните и на европските пазари. Тука ќе го наведам позитивниот пример и пофалбите упатени до креаторите на економската политика, односно до владата на Република Македонија и останатите чинители, пофалбите упатени од лидерите на земјите учеснички на третиот самит на шефовите на владите на Кина и 16 земји од Централна и Источна Европа, што се одржа претходната недела во Белград, а упатени како пофалби за позитивните реформи кои што владата на Република Македонија ги превзема во делот на инфраструктурата, економските политики и слично, што особено не прави горди како земја, како стопанство и како бизнис заедница. Но сметаме дека токму сега сме во фаза кога во следните 5 години треба да се работи на зголемување на конкурентноста. И затоа ќе покренеме иницијатива како Стопанска комора на Република Македонија 2015 година да се прогласи за година на зголемување на конкурентноста на македонските производи, што е исто така од своја страна и основа и учество за зголемено учество на нашите производи, на нашите компании, на странските пазари. Ова впрочем е вметнато, како што кажав, и во клучните активности на Стопанската комора на Македонија, па дозволете ми накратко да ги елаборирам сите предложени иницијативи, а ќе почнам со оваа иницијатива за прогласување на 2015 година за година на зголемување на
конкурентноста на националната економија. Всушност и основна цел за покренување на не само иницијатива за зголемување на конкурентноста на националната економија, туку и за зголемување на конкурентноста на националните економии од земјите од регионот, поточно од земјите членки на Асоциацијата на Балканските комори, каде што покрај нас членуваат уште 9 стопански комори. Всушност произлегува од потребата на сите овие земји од регионот ефикасно и подобро да се справат со стапките на невработеност и структурните проблеми кои што секако произлегуваат од клучните диспаритети помеѓу производството и потрошувачката од една страна, од увозот и извозот, како и секако од вработеното и издржаното население. Всушност, кога зборуваме за зголемување на конкурентноста на националната економија, а тргнувајќи од сите важни компоненти на таа пирамида на конкурентност, тргнувајќи од основните начела преку меѓупроизводите, односно како да го зголемиме извозот, да ги намалиме трошоците, да ја зголемиме продуктивноста и инвестициите, а сето тоа што резултира со основните резултати на зголемување на конкурентноста, односно како да се зголеми растот на бруто домашниот производ, растот на вработеноста, а преку тоа секако и животниот стандард, ќе бидат клучните фактори на расправа на 18 февруари на денот на Стопанската комора, 18 февруари 2015 година, кога впрочем е и роден денот и прославувањето на 93 години на коморско организирање во Република Македонија. И токму на овој настан следната година, на 18 февруари, заедно со Асоциацијата на Балканските комори, бидејќи Стопанската комора на Македонија ќе го превземе председателството цела 2015 година со оваа Асоциација на Балкански комори, ќе одржи две генерални собранија, кои што се задолжителни. Првото е на роден денот, на 18 февруари, а второто на крајот на годината, односно ноември 2015, и всушност на роден денот ќе ја поднесе оваа иницијатива и ќе настојува сите земји членки на Асоциацијата на Балкански комори до своите релевантни надлежни институции како заклучоци да ги поднесат барањата, од друга страна да предложат и мерки за разрешување и поспешување на економскиот раст. Цениме дека сега кога Република Македонија го има решено прашањето на сопственоста, кога исто така успеа да привлече сериозни странски инвеститори, кога ја задржува макроекономската стабилност и стабилноста на курсот на денарот, треба да отпочне нова фаза на зголемување на конкурентноста, што од своја страна, како што напоменав и повторно ќе подвлечам, ќе го зголеми бројот на вработувањата во националната економија, ќе има зголемување на индустријското производство, секако ќе допринесе до зголемување на ликвидноста во националната економија и слично. Втората активност која што ќе ја превземеме во 2015 година, а секако е на регионално поле, е формирање на конзорциум за побрз проток на стоки и услуги долж коридорите 8 и 10. Всушност и на наша иницијатива, на иницијатива на Стопанската комора на Македонија, на Генералното собрание во Атина во ноември 2014 година, поднесовме иницијатива за формирање на конзорциум за олеснување и побрз проток на стоките и услугите долж коридорите 8 и 10. Оваа наша иницијатива беше прифатена на Генералното собрание од овие 10 комори кои што ви ги напоменав, а ги имате во брошурите за да не одземам време, освен нашата и уште други 9 комори, кои што ја прифати иницијативата и заклучија дека во рамките на Стопанската комора на Македонија ќе се формира тој конзорциум, односно во нашата институција ќе се формира заедничка канцеларија на сите овие 10 комори, каде што како посебно меѓународно оперативно тело со сите представници од Асоциацијата на Балканските комори, меѓутоа и со учество на царинските управи и Министерствата за транспортот со одветните земји, ќе делуваме во насока на овозможување на побрз проток долж коридорите 8 и 10. Исто така ќе превземеме заеднички мерки и активности за забрзување на процесот на хармонизација и меѓусебното унифицирање на патните такси, како и насочување на дел од нив во унапредување на транспортната инфраструктура и што исто така особено важно, ќе настојуваме како заедничка канцеларија во рамките на Стопанската комора на Македонија да ги отстраниме сите нетарифни бариери кои што го успоруваат слободниот проток на
стоки низ коридорите 8 и 10. Како трета голема активност која што ќе направиме пред роденденот на комората, односно на 17 февруари 2015 година, тоа ќе биде една голема конференција, регионална конференција, насловена под името Прогресивно и ефикасно отварање на пазарот за јавни набавки на земјите подписнички на ЦЕФТА договорот, се со цел да го искористиме присуството на релевантните фактори од земјите од регионот, меѓутоа и од владините институции, како и поддржувачите на овој голем проект, а тоа се Унијата на трговските комори од Германија. Имено и од 1 мај 2010 година, согласно член 34 анекс 1 од ЦЕФТА договорот, земјите подписнички на ЦЕФТА превземаа обврска, цитирам, да обезбедат објава на јавните набавки на транспарентен и разумен начин, еднаков третман на сите понудувачи од другите страни, заснован врз принципите на отворена и делотворна конкуренција. Која ни е основната цел на оваа заедничка конференција? Е всушност согледување на практична примена на можностите за еднакво и рамноправно учество на пазарот на јавни набавки во земјите подписнички на ЦЕФТА договорот, кој што се 7 заедно со Република Македонија. Како што кажав, ќе направиме и практична презентација и примена како тоа се одвива во земјите од регионот со учество на сите председатели од Асоциацијата на Балкански комори, Бирото за јавни набавки во Република Македонија, соодветните бироа за јавни набавки од земјите од регионот, како и представници од Унијата на германски трговско-индустријски комори. Понатака, што се однесува до регионалниот настап и помошта и поддршката на бизнис заедницата на Република Македонија, која што ја даваат останатите земји, тука ќе ги вбројам поддршката на коморите и на бизнис заедницата од Република Турција, која што и со своите активности во 2014 година покажа дека заедно нашите македонските компании со поддршка на турските компании успешно можат да делуваат на пазари од трети земји. Посебно во овој контекст на 22 јануари 2015 година заедно со Македонско-турскиот деловен совет и поддршка на повеќе мешовити турски комори од земјите кои што делуваат на регионот на Северна Африка, поддржани и во соработка со Турција, ќе направиме една заедничка конференција во Стопанската комора на Македонија со цел заеднички да ги согледаме можностите на настапот на овие пазари, а всушност податоците говорат дека во 2013 година Република Македонија има реализирано надворешно трговска размена со 36 африкански земји во износ од 36 милиони американски долари. Очигледно е потребата токму од ваков чекор, бидејќи на македонските компании им е потребна поддршка за поагресивен настап на африканскиот пазар, а како што кажав, турските компании и нивната мрежа која што имаат воспоставена од 2008 година со повеќе земји од Северна Африка и воспоставување на деловните односи, тоа го потврдува и го покажува како успешен начин на трасирање на овој пат. Што се однесува до соработката со земјите од регионот, Стопанската комора на Македонија ја увиде потребата 2015 година на регионален план на еден начин да се доближи повеќе и да се поврзе со партнерите кои што неминовно значат блискост и во трговската соработка и во економската, но и во добрите политички воспоставени односи. Меѓутоа, секако и во она што значи надворешно трговска размена, односно позицијата која што ја држат во надворешно трговската размена. Така, тргнувајќи од соработката со Република Србија, која што е најголем трговски партнер на Република Македонија од регионот, а четврти партнер во надворешно трговската размена, Стопанската комора на Македонија во првата половина на месец јануари 2015 година ќе направи посета во регионалната комора со седиште во Србија со цел утврдување на можностите за продлабочување на соработката во повеќе сектори, како што се унапредување на економската соработка во делот на туризмот, функционалноста на коридорот 10, железничкото и енергетско поврзување,
а секако во насока на тамошен развој на бизнис релациите. Секако и разгледување можностите за елиминирање на нетарифните бариери и подобро искористување на механизмите согласно ЦЕФТА договорот, кој што е заеднички за нас и за Република Србија и, како што напоменав, заеднички настап на други пазари. Особено според податоците расположливи од статистика и од она што значи анализа во рамките на соработката меѓу двете институции, Стопанската комора на Македонија и Стопанската комора на Србија, како можни области на развој на соработката со Република Србија и она што ќе значи увидување на активностите кои што ќе бидат платформа за цела 2015, се во делот на прехранбената, металната, дрвната и текстилната индустрија, како и транспортот и логистиката и обновливите извори на енергија. Исто така, кога зборуваме за регионална соработка, тука неминовно не смееме да ја заборавиме соработката која што можеби во изминатиот период не само и со Бугарија, што сега ќе напоменам, него и со Србија и со оние земји кои што значат блиски региони, не се подзаборави, туку едноставно се сконцентриравме на пазари кои што значат регионално пошироко поврзување. Значи, не треба да ја заборавиме добрата соработка и добрите односи со Република Бугарија, која што е 6-ти надворешно трговски партнер за 10 месеци од 2014 година и што секако значи клучно во делот на поинтензивно поврзување, посебно во делот на инфраструктурата. Согласно достапните статистички податоци за 2014 година, а и во насока на продлабочување на соработката со Бугарија, Стопанската комора на Македонија ќе направи посета и неколку бизнис средби, почнувајќи од февруари 2015 година, се со цел да ја зголеми можноста за соработка во делот на металниот сектор и електроиндустријата, во делот на рударството, што впрочем, како што кажав и според податоците, значи можност за подобро искористување на овие сектори, прехранбената, хемиска, текстилна и секако фармацевската индустрија и туризмот. Она што е исто така особено значајно во делот на соработката со Република Бугарија е заедничкото искористување и учеството на идни проекти кои што се однесуваат на железничкото, патното и енергетското поврзување, а исто така и заедничко искористување во програмите за меѓугранична соработка. И на крај, во делот на соработката со земјите од регионот, во втората половина на месец јануари од 2015 година, Стопанската комора на Македонија ќе направи посета на Стопанската комора во Загреб и на регионалните комори во Риека и Пула, се со цел продлабочување и на соработката со овој наш 13-ти надворешно трговски партнер за 2014 година, но и секако се со цел искористување на потенцијалните области за инвестиции и меѓусебна соработка, како и пренос на знаење и искуства во делот на производството на машини, енергетика, електротехничка индустрија, инфраструктура, земјоделство и прехранбена индустрија, како и фармацевска и хемиска индустрија и секако заедничко искористување и можност за регионално поврзување и настап на македонските и хрватски компании на пазари од други земји.